Здраво да родовте уште едно видео, каде што овие ќе збориме за полигени или полимерија исто така наречено. И ова е едноставно многу едноставно може да се објасни, веќе го спомнавме уште во кога зборавме за плеотропност на гени. Едноставно полигени значи дека имаме повеќе гени, да речеме имаме ген А, ген Б, да земе која друга боја, ген С. И сите тие, еве уште некој ген Д, одредуваат едно фенотипско својство, се потребни за едно фенотипско својство. И овие нормално може да влегуваат во епистаза, така да имаат различни односи, значи тоа уште повеќе ќе ги комплицира работите, но ова се е за едно фено својство. Фено својство. Значи тоа е едноставно кажано полигени. Сега овие може да бидат минор гени или мајор гени, значи минор се гени кои да одредуваат едно фенотипско својство, но се променливи. Значи минор се променливи и сега ќе објаснам што мислам со тоа. Значи минор гените се променливи, односно фенотипското својство е променливо. И ова е на пример со обојувањето на кожата, например се сончате и кожата потемнува, така после некое време без сонце, кожата повторно се враќа на нормалната боја, односно на првобитната боја. Додека мајор, значи мајор, ајде ќе обележиме со жолта боја, мајор гени се тие кои се постојани. Односно тоа фенотипско својство мора постојано да биде присутно, да се биде како што е, како на пример бојата на очите, така. Сега има некои променливи, нели рековме со бојата на кожата, но исто така и висината со тек на времето се поисок и поисок стануваш, бидејќи промена на експресијата на одредени гени во овие полигени фенотипски својства. Сега чести полигени својства се всушност, ето тука ќе бележиме со бела боја, висина, боја на коса, боја на кожа, боја на очи, исто така некои растенија, број на семиња и така натаму и така натаму. Значи овие се едни од најчестите за кои ќе правиме, ќе ги разгледаме малце подетално. Сега како овие полигени, значи овие повеќе гени ќе действуваат врз фенотипско својство, тие може да се акумулираат, односно да биде адитивно, кумулативно или неадитивно. И сега се прво да го разгледаме адитивното изразување врз фенотипското својство, односно адитивна полимерија. Значи адитивната полимерија кај не се зависи од бројот на доминантни гени кои се наоѓаат во тие полигени. Значи да речеме дека имаме ген А, ген Б и ген С. Сега секој од тие, да земеме некоја друга боја, да земеме сина боја, секој од тие има различна, дали е хетерозигот или хомозигот, секој од тие, да речеме дека ова е хомозигот за доминантни, ова е хетерозигот и ова е хетерозигот. Сега кај адитивната важен е само бројот на доминантни алели во гените кои го представуваат тоа фенотипско својство. И во овој случај имаме 4. Така, имаме 4 доминантни алели и ќе се даде одреден интензитет на даденото фенотипско својство. Например, ако се 4 од можни 3 по 2 6, тогаш ќе имаме 4 шестини од максималното обојување. Така ќе имаме 4 шестини од максималното обојување. Да речеме ако вкупно беше 6, ќе имавме ај сега да го представиме некако со бои, ќе имавме ваква сина боја, така. Но бидејќи е 4 шестини, имаме ваква сина боја. Само што обично доминантните се за темни бои, не се за светли бои, но ова е колку да го разберете концептот. Значи адитивниот, кумулативниот представува што повеќе имаме доминантни алели, толку е по изразено фенотипско својство. И ова сега ќе го видиме со две табели. Значи првата табела е табела за боја на кожа. И ајде да земам само некоја друга боја, црна. И овдека имаме едно кое е доминантно, доминантно, доминантно и рецесивно, рецесивно, рецесивно. И да со сите можни комбинации. И гледаме што повеќе се доминантни во плодот што ќе се добие, ќе биде потемна бојата, додека ако сите се фатат рецесивните, ќе биде посветла.
И на пример ова не е дека ако се еден е рецесивен ќе биде албино или така натаму, биќе одредено од повеќе гени, не од еден ген одредено. Така треба сите гени кои одредуваат бојата на кожата, значи сите гени кои определуваат бојата на кожата, да речеме дека овие се тие 3, иако се повеќе, треба да се рецесивни за да биде целосно албино единка. Значи може тоа неколку да се рецесивни. Например, овдека, во овој овдека случај, да земеме некоја црвена боја, имаме 3 кои се рецесивни и 3 кои се доминантни алели. Имаме некоја си средна мелес боја. Сега да видиме друг пример со висина. Така, например, имаме, повторно, ајвака, имаме доминантно, рецесивно, доминантно, рецесивно, доминантно, рецесивно. И ова намерно се така земе. Например, едниот родител може да биде целиот хомозигот за сите гени доминантен, другиот може да биде хомозигот за рецесивни алели. Но нема врска, така се земени примерите, за да биде полесно. И сега можеме да видиме, зависи како ќе се прераспределат, ако сите се добијат рецесивни, ќе биде многу ниска индивидуата, ако сите станат се бидат доминантни, ќе биде многу висока индивидуата. И во зависност колку има доминантни, колку има рецесивни, се добива една ваква графа, така, едно графа налик на звонче. Така да што ако едниот родител, например овој дека лево родителот има повеќе доминантни, например првиот ген е хомозигот со доминантни алели, вториот е хомозигот, третиот е хомозигот, поголеми се шансите дека ќе се комбинираат ќе биде повисоко, ќе биде повисока индивидуата, бидејќи се поголеми шанси да се добијат повеќе доминантни алели во плодот. Сега малку ги спомнеме за неадитивната полимерија или неакумулативната, каде што всушност е потребно само еден алел да биде доминантен и ќе се добие целото фенотипско својство. Да речеме дека некое фенотипско својство е одредено од гени А, Б и С и дека тие имаат одредена си постојаност на алелите, да речеме дека овој има 2 доминантни, овој има добра, ајде, нека бидат овој хетерозигот, овој рецесивни. Сега поентата ми е ова ќе даде некое си фенотипско својство, така да речеме некое F својство. Ама за да се постигне тоа F својство, доволно е само еден да има доминантен, без зависност кај во овие 3 гени. Значи, вака да направиме. Значи, може да имаш случај каде што само тој е доминантен, сите овие се рецесивни. И пак ќе го добиеш истото фенотипско својство кое што го доби каде што имаше неколку доминантни. И без разлика како се наместени овие доминантни и рецесивни, доволно е да има само еден и со тоа ќе се добие фенотипското својство. Така што ако правиме, ако разгледуваме дека има само 2 гена и така да вака да направиме, да речеме дека имаме ген А и ген Б, нели спорваме со друга единка која исто ги има ген А и ген Б, и во оваа единка генот А е со 2 доминантни, овдека да речеме дека и генот Б е со 2 доминантни алели, и овдека кај овој ќе речеме дека сите се рецесивни, значи имаме 2 А мали и 2 Б мали. И сега направиме вкрстување и да видиме што ќе добиеме. Нели ќе добиеме 16 комбинации, но тие 16 комбинации 15 ќе имаат едно фенотипско својство, бидејќи во сите тие 15 ќе имаш барем еден алел кој ќе биде доминантен, барем еден. И само ќе имаш една комбинација, еден генотип каде што ќе има друго фенотипско својство, бидејќи во тој генотип ќе бидат А мали и БВ мали. Нели тоа што е доле кога ја правиме панетелата мрежа, тоа доле на десниот ќош што се наоѓа. Тоа е се со рецесивни. Обично зашто така ја цртаме. И само тоа ќе биде таа една единка, така. Значи 15 спрема 1 ќе биде односот. И сега со оваа полигенија всушност имаме трансгенно наследување или раздвојување, нешто слично како што видовме горе со висината. И сега гледаме дека едниот родител, добро, во овој случај двата родители се хетерозиготи за сите гени кои влегуваат во одредување на висината, зборам за ова дека, но ајде вака ќе направиме пример каде што ќе земеме еден родител, ќе биде првиот ќе биде доминантен, вториот е рецесивен, и сега ги правиме како хомозиготи, и третиот исто е рецесивен, и друг родител кај што имаме доминантен и рецесивен.
Сега нормално секој од овие гени има две алели, така да сега да не ги пишувам ко 6 алели да пишувам, него вака ко 3 гени само ќе ги представиме. И сега овие ќе се прераспределат во различни комбинации, така големо А, нели големо А и големо Б, ама мало С со мало Б и така натаму, и различни комбинации ќе се добијат. Е сега, ако речеме дека земавме, нели со 3 ќе се добија 64 комбинации, но ако имавме CD уште еден овдека ген, кој може да беше доминантен, може да беше рецесивен, ќе добиевме 256 комбинации. Е сега нормално ќе имаше цел спектар, каде што ќе имаше едно каде што секаде ќе беа доминантни до се рецесивни гени. Така за секој ген кој го представува тоа фенотипско својство. Од D треба да е од другата страна. Че вака. И сега единки каде што ќе се наследат барем 4 до 8 доминантни полимерни генски алели. Значи ако имаат од 4 до 8, значи 4 би било ако би имале една голема буква и една мала буква, нели, за секој ген, а 8 е ако сите беа доминантни алели за секој ген. Тие имаат позитивна, ако со друга боја направиме, тие имаат позитивна односно доминантна трансгресија, а ако имавме помалку од 4, значи помалку од 4, тогашка ќе имавме негативна или рецесивна трансгресија. И дали можевме, ако имаме два високи родители, да добиевме дете кое ќе беше пониско од нив, така, или пак децата може пак да се повисоки од родителите. Тоа е нели примерот што го зборавме претходно. Така, значи имаме, може да имаме овдека, овдека да земеме, например, имаме 1, 2, 3 и овдека 4, значи имаме барем 4, значи ова е позитивна трансгресија, така, ова е позитивна. Овдека имаме 1 или 2 доминантни, сега не знам дали се гледа, ај вака да зумирам уште малце. Ќе земам црна боја. Сега, например, тука имаме 1, 2, 3, значи 3, тоа е негативна трансгресија, така, негативна. Овдека имаме 1, 2, 3, 4, 5, ова е позитивна трансгресија. И така натаму, така. Овдека сите се со 3, значи сите овие се негативна трансгресија, овие исто сите се негативна трансгресија, негативна и ова исто негативна. А овдека имаме позитивна трансгресија, тука исто позитивна и на крај исто позитивна трансгресија. Така, или доминантна и рецесивна. Со трансгресијата можете да гледате како отстапување, дали е позитивно или негативно. Добро, тоа беше се за полигенија. Значи едноставно повеќе гени кои контролираат едно фенотипско својство, може да се бидат адитивни или неадитивни. И тоа беше тоа. Ќе се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Дојдување.